Добро утро, почитувани слушатели на Радио Лидер. Добро утро, Македонио. Вие сте на вистинската фреквенција 98,1 FM и го слушате единственото политичко ток-шоу на македонски, како би дошло? Зборувачко шоу на радио во Македонија. Утро заедно со мене Драган Милосављевиќ. Добро утро, Драган. Добро утро, Златев, добро утро на сите почитувани слушатели, гледачи. Малку досниме, еве и вината е моја, морам да признаам, затоа што Драган непосредно пред почетокот на оваа емисија на хрватски беше озлоđен. Озлеđен. Да, така значи... да. Се повреди излегувајќи од неговиот автомобил. Што да кажам, ја превиткав новата, просто кажано, и тука сега си размислам колку на човек му треба една секунда да излезе од концентрација и да му се случи глупост. Еве извиткав ногата, цела среќа што Милош тука е подготвен со разни лекови. Дека не е за секој БМВ. Јас стапнав погрешна нога на тротоарот и не можам да разберам уште како може човек да си дозволи такво невнимание, меѓутоа тука го кривам раното утро. Јас сум човек кој што главно функционира навечер и дури сакав да кажам дека луѓето што работат наутро треба да дојдат бенефициран работен стаж. И еве се покажа дека до некаде се оправа. Може, не мора бенефициран стаж, може да ги пратат специјални представници во Будимпешта. Например. Кога сме кај Будимпешта? Ракомете надпревар синоќа Македонија и Унгарија изигра нерешено. Спортски задоволителен резултат за Македонија, сепак имаме бод од една репрезентација која е подобро котира од нашата. Многу подобро. Многу подобро. Момент, да. Тоа е прво од спортски е во ред, иако ќе согласиш за малку ќе победев. За 10 секунди. За 10 секунди ќе победевме. И тоа е класиката за Македонија, морам да признаам. Гледав вчера, го гледав на преварот со голема возбуда и ентузијазам. Трнавме со уверување дека немаме никакви шанси со унгарците. И потоа проработи и наетот можеби и трнавме одлично, цел надпревар игравме сјајно и кога ќе се најдеш во онаа ситуација да водиш една разлика на 30 секунди пред крај на мечот, природно е, победата ти е тука и кој ќе го примиш тој фамозен гол на 10 секунди пред крај, некако нерешено делува како пораз, иако сите потрчаат да им честитаат на ракоментарите, се разбира затоа што е успех и добар показател што можеме понатаму. Сепак од политичка гледна точка, некој кој ти дал 500 милиони кредит со поволна каматна стапка, од кој очекуваш уште многу, и некој кој ти е навистина најголем стратешки партнер, веројатно после или заедно со Америка. Како држава, не е убаво да го победиш, реално да зборим. Иако спортот нема врска со политиката, ќе се согласиме, но јас многу сакав да ги победиме, мора да ти признам. Маđарите? Да. Да им вратиме што го примија Грујо. Едноставно да ги победиме спортски и тоа во Вараждин, тамо тоа е недалеку од унгарската граница. Значи пред Препон стадион имаше и доста наши, морам да признам. Имаше сонцето од Кутлеш, се вееше на... Што е вака супер. Беше таму и амбасадорката Агелер. Агелер даваше подршка, од Вараждин, заедно со Мукајтов ја видов на некоја фотографија. Да ти кажам право, штета што не победивме. Иако американци и ракомет се као македонци и рагби, но кој ги знае, не знам како кутираат американците во ракомет, немам појма. Дупка. Као ние у рагби. Мислиш? Најверојатно. Не знам, не сум чул нешто, не сум гледал. Немаат играно со Македонија, така што не може да бидат добри. Кој ги знае, тие американците главно сите спортови некако се... Сега кога сме ка американците, 3 работи геополитички важни се случуваат токму вчера и денес. Затоа, почитувани слушатели, останете со нашата фреквенција да ги слушнете најдобрите анализи. Одиме од сите 3 со најмалку важното. Може? Прва најважна работа, Бајден, актуелниот председател на Соединетите Американски држави во наредните 4-5 дена, предупредува на опасна олигархија која сака и ја презема Америка. Алудирајќи на Илон Маск, се разбира. Алудирајќи на Доналд Трамп. Сега, од перцепција
на македонец, ова треба да ви биде многу логична реакција. Од перцепција на американец не е баш логична реакција, затоа што Америка нема некој, мада не сме виделе ние волку конципираност на буржуазијата, условно кажано, односно на оние навистина богати на едно место кои ја презимаат власта директно. Значи, тука ќе се сложам, затоа што индиректно, објективно секогаш е во прашање. Директно никогаш немало, да, не било вака. Отворено вака, никогаш немало. Па да, ликовите околу Трамп тежат колку буџети на најбогатите земји во светот. Значи, не изборувам, исто и тој што беше во Македонија за трговија, исто Илон Маск. Навистина богати, а вели денес една олигархија зазема форма во Америка на екстремна богатство, моќ и влијание која е закана за нашата демократија и нашите базични права и слободи. Не, за мене лицемерно ми е сето тоа, искрено, затоа што сметам дека и вака и така секако тамо владее тој вид на друштва, така што тоа што е, меѓутоа види кај Трамп и онака се е соголено. Значи неговата политика е прилично соголена во секоја смисла. Тоа што Америка го прави со НАТО со децении, значи да не се лажеме, НАТО е по целосна контрола на САД и сите држави купуваат оружје од САД. Тоа е така. Не спорам ништо околу тоа. Меѓутоа Трамп тоа кажува соголено, некако неговите претходници кои што го кажуваат со ракавици. Фраерот вика со фраерот. Председателот на Америка вика, дечки, плаќајте си пари ако сакате да ве обезбедуваме. Некој ќе рече премногу сурово, премногу соголено, меѓутоа како и да го кажеш, основата е иста. Сега. Со Кина војната секако ја тераат економската војна. Само што Трамп тоа кажува отворено. Кина ми е опасност, ќе им удрам санкции. Знаеш, дали е тоа исправно или не, според мене па е почесно. Знаеш некако на чисто си. Така мислам. И затоа што американската дипломатија има феноменален, се разбира, начин на функционирање, кој што си постои стотина години и повеќе, сето тоа е мека моќ, сето тоа е притисоци кои што не се гледаат или малку се гледаат, сега се поотворени и според мене во ваков турбулентен свет можеби тоа и е и почесно. Сега. Тоа е ова, знаеш, не е важно, но не е геополитички важно за светот оваа изјава на Џозеф Бајден, но оваа изјава од денес па натаму ќе го обликува опозицијата на владењето на Трамп и на Илон Маск. Сметам, моje лично мислење, дека ќе биде многу ефикасна политика, затоа што ако сакате, ако ги соочите вие сиромашните со богатите, имате ситуација во која што богатите имаат многу пари, но сиромашните имаат многу бројка. А на избори вас ви треба бројка. Така што во наредните циклуси сега кога ќе има за конгрес и така натаму, ова ќе биде полемиката дека една бизнис олигархија со многу пари ни ја презема државата и се грижи за своите интереси, а не за вашите интереси. Сега, реално тоа е точна констатација, затоа што ти да имаш 300 милиарди, колку има 700 милиарди, Илон Маск да бидеш оно што си таму е навистина една различна ситуација. Но американците се практични. Не само американската политика, туку генерално мислам дека американската нација, каква и да е таа нација, е практична по убедување. Ако Илон Маск и Трамп и целата таа екипа обезбедат работни места колку што треба, добро платени, на никој нема да му биде гајле. Види, економски перформанс имаше и претходната администрација, но се покажа дека тоа не беше пресудно. Ке ги оставиме тие внатрешни работи, еве геополитички важно, почитувани слушатели, што ова ќе биде наративот на опозицијата, на критиката на Трамп во наредниот период. Ќе видиме каков ефект ќе има. Јас мислам дека ќе има ефект. Еден малку поразличен тек ќе имаат работите од неговиот прв мандат. Втора, навистина важна, во овој момент најважна вест ово утро на планетата е дека Израел и Хамас постигнаа договор за прекин на огнот. Точно после година и колку му доаѓа? Па
И 2 месеци. Октомври 23-та. Година Значи, и 3 месеци. Година и 3, година и 4 15 месеци. месеци страшни Значи, судари со огромен број на жртви. Добро што постигна. еве, прослави во Палестина, благодариме на Бога, огромно задоволство кај палестинскиот народ. Па и во Телавив кој- не се невоодушевени. И нив им дојде Да. преку глава од целава работа. Очигледно е дека тој конфликт завршува. Мислам завршува, нема да заврши конфликтот, Но примирие. има прекин на огнот. По прекинот на огнот регистрирани се истрелања повторно, но кабинетот во Израел, влада до оној, Да. централната влада која владае со земјата, set to approve ceasefire deal, треба да го одобри Да, овој мислам дека на договор. 19 ќе стапи на сила. Да, во овој момент ово утро 20 се убиени во напад на Газа, но најверојатно ќе заврши овој конфликт. Па една од овде. двете трагедии најизразити во последниве години, која што е навистина пред очи на целиот свет многу грда ситуација и дај Боже да се смират. Се ова највека човечки аспект, дај Боже да се смират. Иако Газа е така срамнета со земја, така уништена, што јас не знам како ќе се живее Таму воопшто. се случи еден школски пример на геноцид, еден школски пример на етничко чистење. Не знам кој може да живее тамо сега веќе. Тамо нема веќе чиста вода. Таму се случи нема очигледно храна, воено нема. злосторство за кое некој, да се надеваме дека еден ден ќе одговара. Јас сум поддржувач на државата Израел, на нејзиниот територијален интегритет и суверенитет. Го сметам за Израел за клучен во светската безбедност. Но ова што се случуваше ги помина Сите граници. сите граници од една страна, но од друга страна никој не може да не го признае успехот во една година. Вие да успеете да ги поразите Хамас и Хезболах, две организации со кои со години војувате, со децени да ги елиминирате нивните комплетни водства, ниту во Хамас, ниту во Хезболах, денес нема ниту еден на лидерска позиција од кој што беа претходно. Ги разбија, баш ги разбија. И дополнително на се тоа, Да го урнеш Асад во Сирија. па добро се, не дека го урнал Израел, но Помогнал секако. помогнал сериозно во уривањето. И Иран да го заплашиш, еве, да речеме. Иран го нема нигде. Иран се скриени као мачка у пештера. Оваа војна со целата своја бруталност, со сите последици за луѓе, покажа неверојатната моќ на Израел всушност. Што не дека не ја знаевме, меѓутоа во чисто онаа практична смисла. Една доминација невидена, да. Таква експедитивна војна моќ нема уништување на непријател без пардон. Либан исто секаде. на колена го ставија. Значи без пардон секаде да се удира со огромна војна Во моќ. исто време да се бориш против Хамас, Хезболах, Либан и Сирија. Мислам да И Јемен не ги забораваме со со ракетиве. хутите, да. Да, значи тоа е. Па имаш таму ирачки некои формации што се борат против Израел. А тоа е вака. Меѓутоа Израел покажа наистина. Еве да ги трнеме на страна овие работи што ги зборуваше Златев, во чисто воена смисла покажа кој е кој и и во контраобавештајна смисла покажа кој е кој. Ти да им ставиш таму во тоа пеџерите и во китокито да им ставиш експлозиви со години веројатно да им стојат и буквално со далинско да им ги уклучиш кога треба и да ги ликвидираш, при тоа да ги ликвидираш и најважните личности во Хамас и во Хезболах, буквално знаејќи каде пијат вода, каде јадат, ме разбираш. Тоа покажува. Но, знаете, ова, прекинот на огнот, беше едно од главните ветувања на Доналд Трамп, кој вети дека ќе ги смири Блискиот Исток и ќе смири да говори за Украина. заложниците што се уште се живи и така. И гледаме дека овде навистина има Добро, сега Трамп уште не може да збори дека Трамп го направил ова. Ова е резултат на администрацијата на Бајден. Ама знаеш како, во Америка не е како кај нас. Сега морам да те коригирам малку. Во Америка кога си ти президент елект, Добро. односно
избран председател, до моментот додека дојдеш ти на функција, ти ги немаш како се вика, атрибутите ефективно да владеш. Да. Но на светско ниво имаш дури поголемо, огромно влијание да... Од овој што си оди, кој што тие го Да. нарекуваат на интересен начин, куца патка. Да. Значи, така што, знаеш како, немој да мислите дека... Види, особено кога станува збор за промена на позиции, на гледишта, на ставови, на наратив на Америка, светот реагира и без да мрдне американскиот председател со прст. Тоа го имаме во случајов и во овој случај, затоа што они знаат што ги чека и вика дај боле сега да си направиме гледај го ситуација прекомпозиција во Европа што се случува. сега во Украина, одиме наеднаш. Во Украина нема Трамп вика ја на day one ќе го на првиот ден се извинувам за англицизмот, ќе го решам проблемот со Украина. Да, јасно дека И нема тоа. Добро, јасно дека нема, но таму војната се уште трае, се борат за едно место, се борат за друго место. Ова утро, уште една ексклузивна информација за вас, почитувани слушатели, Франција и Велика Британија почнале разговори за праќање на мировни трупи во Украина. Вика, поставување на западни војници може да помогне да се релаксира поствоената ситуација во Киев и Москва. Значи, не зборуваме за овие трупи да ги пуштат да се борат на страна на Украина. Туку да одржуваат мир. Како што очекува Зеленски, туку мировни трупи откако Ќе се договорат. ќе се договорат. А пази, суштината е дека не ни седнале да се договарат. Да. Официјално. Ние официјално не сме виделе дека Нема ништо, нема. Да, Украина дури има таков закон, пишано што да не смеа да преговараат со Русија, тие треба да го сменат законот, буквално. Значи, но дали можеби Франција и Велика Британија знаат нешто што ние не знаеме? Па сега, природно е да знаат. Во ситуација каде што Русија и Украина не ни седнале да преговараат, они знаат дека ќе се договорат и ги спремаат веќе мировните трупи. Да. Очигледно е дека Франција и Велика Британија знаат нешто што Да. широката народна... Чисто тоа треба да се објасни, значи во случај да се постигне мир, мора да има демилитаризирана зона една, која што ќе ги одвои физички двете армии, и во таа демилитаризирана зона би влегле овие контингенти на војници кои што би го чувале мирот. Што не е непознато како пракса во военни конфликти. Има многу тука, но дали, зошто, како, меѓутоа во стратегијата на Трамп ова токму и го пишуваше. Трамп рече ние ќе договориме мир, но тој мир треба да се чува со европски војски, ние не сакаме наши да праќаме. И сега еве ги европските војски. Значи нешто позади завесите секако се врти, се меле, се меша. Од друга страна војната трае во полнек во Украина. Русите, морам да признам, дека последниве месеци доминираат прилично на фронтот. Се уште имаат помалку од 20% од Имаат помалку, да, меѓутоа ја поместуваат. За војна сила што за 3 дена ќе влезеше, ќе го освоеше Киев, добро, се покажа дека Украина е тврторев. Украина во моментов има 1 милион војници. Да. Во овој момент Украина има 5 пати повеќе војници од Франција, на пример. Добро, со мобилизација. Со мобилизација Франција ако мобилизира, не е спорно, меѓутоа во овој момент е така. И се борат луѓето. Потпиша, ако не се лажам, и 17 годишни да може да се одат во служба да бидат да се мобилизираат. Што знам, што јас искрено не би му го правил тоа на мојот народ. Играат по жица, не спорно властите во Киев. Меѓутоа ќе видиме, се борат, тоа никој не може да им го спори. Неправда која се можеш да им спориш ако сакаш, меѓутоа за борбата се борат. Но да се вратиме назад, очигледно е дека Даунинг Стрит 10 и Елисејската палата знаат нешто што ние не знаеме, веќе почнале разговори за можни трупи кои би се праќале во Украина при евентуален мировен договор, кој не ни почнал, кој не ни седнале да разговараат, кој нема ни прва фаза. Па добро, Трамп има веќе свој представник специјален за Украина. Кој? Заборив како се викаше. Сега се појавува во последно време Хобарт Хакер. Заборив како се викаше. И човекот се подготвува веќе за средби. Она што е интересно,
најавена е средба меѓу Путин и Трамп. Најавена е повторно во овој правец, би требало да се случи. Некаде, еве, Србија се нуди да биде домакин. Швајцарија се нуди да биде домакин. Ние може да бидеме домакин. Јас се понудив на една емисија, реков зашто Македонија да не се понуди. Па не, види, ние имаме совршени услови. Од една страна сме се уште сме стратешки партнери на САД. Го знаеш тој договорот за стратешко партнерство што го имаме со САД. Тоа е еден од најважните договори во нашата историја. И сега да ви кажам нешто ексклузивно, не знам дали знаете дека за да станеме членка на ЕУ ние ќе мора да го раскинеме тој договор. Да. Затоа што тој договор се коси со Хрватска и мислам дека имаше таков договор. Мораше да го раскине за да влезе во ЕУ. Па, ќе стиснеме зави. Но сега уште не сме во ЕУ, за разлика од другите, и ние може да си дозволиме да тој договор од една страна не е, како се вика, доказ дека ние сме стратешки партнер на Соединетите Американски држави, со русите споделуваме религија и словенско потекло. Па добро, ја негирам дека ние имаме словенско потекло, мислам дека ние сме само славофони, што е различно од тоа да има словенско. Но споделуваме нели славофонија и некоја традиција, кој знае нешто. И немаме некоја многу традиција, имаме поише со финска заедно него со Русија, но славофони сме. И едните и другите, така што ние можеме да направиме една овде да се случи сето го предложив да дојдат на емисијата со Васко Анумовски на Заспи, ако можеш тоа го предложив. Во принцип, зашто да не? Знаеш колку тоа нас би ни направило, би ни го подигнало угледот во апсолутно. Да. И дури организирано во Скопје, трактат. Не, зошто Скопје? Во Охрид. Класика во Охрид, да. Ама ние ако се завидиме можеме у Кавадарци да го направиме. Јас тоа дебатирав со Столе. Охридски договор нас не усреки многу. Не знам како ќе ги усреки. Но можеме, има Битола, убав град, стар град, Кавадарци. Кавадарци е сега во раст. Сега е местото. Но немаме, знаеш, тоа треба логистички да имаш објекти, да малце тешко може да биде. Обезбедување, хотел Фени за свадби што го имаме малце и ќе притисне малце градоначалникот, ќе изгради нешто брже боле. Некој хангарче. Да ги смести. Не како да ги заслетаат луѓето. Имаме локации, башка доколку е медиатор председателката Гордана Силјановска-Давкова, може лекција да им одржи на двајцата по меѓународно право, по почитување на меѓународното право, може да го даде, да ја даде токму таа контура на сите овие работи, затоа што, нели, за разлика од Трамп, кој не е ни правник, кој е економиста, и Путин кој е правник, ама е познат по кршење на правото, е правник, дипломиран правник, познат по кршење на правото, тогаш Силјановска би можела да биде перфектен медиатор и од експертска гледна точка и од ваква гледна точка. Липчо, ние имаме некои луѓе вработени државно, можеме да разговараме со нив вака да се предложи, да се разгледа сериозно ова. Овој што се вработени државно особено, може ова идеја, доколку не бидат во Македонија. Не смееме да им дозволиме на србите да го земат приматот за оваа работа. Да, Вучич се нуди, ако мислам дека Швајцарија на крај ќе биде, но има проблем Швајцарија на почетокот. Па добро, ако бираш помеѓу Србија, Македонија и Швајцарија, за било што. За било што. Но Швајцарија, вистина, но Швајцарија тука има еден проблем затоа што русите Швајцарија веќе не ја сметаат за неутрално. Не знам дали знаеш, бидејќи Швајцарија веднаш се приклучи на оние санкции на се живо и диво против Русија и русите Швајцарија веќе не ја сметаат Швајцарија, за онаа Швајцарија, неутралната 200 години, која што може да биде медиатор. Тоа е нов момент. И тука затоа мислам дека влезе Србија. Ја мислам дека Гренланд треба да биде медиатор. На Гренланд да се сретна Трамп. Што прочитав за Гренланд сега? Ајде. Пред доаѓањето овдека, некаков данец. Данец, вака сериозно ми делуваше, напишал човекот цел текст, зашто треба да го дадеме Гренланд. Гренланд има 55.000 луѓе од прилика. Колку Битола? Да, а територијата е колку 6 Германија од прилика. Значи, огромна живеат територија. луѓе колку што живеат во Битола на територија од 6 Германија. Да. И сега, полна со ресурси разноразни, има најголемите резерви на чиста вода во свет, се разбира, мислам тоа веќе е природа, има таа минерали, има што се нема. Меѓутоа Данска, која што го држи овој, како се вика, Гренланд веќе 200 години, само плаќа пари таму. Многу пари. Секоја година дава околу 600 милиони евра
за помош на Гренланд затоа што Гренланд не е self-sufficient, самоодржлив. Добро се, Не. 600 милиони евра подели им ги на 55 па тие убаво живеат, бе. Најверојатно убаво живеат, меѓутоа што за Данска е еден вид на проблем, затоа што Данска како Данска, иако е богата и развиена земја, не е во состојба оние ресурси што ги има Гренланд да ги црпи на правилен начин. Немаат моќ едноставно таква инфраструктура, затоа се работи за земја под снег. Да имаш навистина огромни ресурси кои што ги имаат само Америка и може бише 2-3 земји за да можеш ти тоа да го експлоатираш. Од друга страна само даваат пари. И сега што кажува Трипов интересни работи. Не дали знаеш, Гренланд има најголема стапка на самоубиства во свет. Тоа се тамо депресивни луѓе прво кои што имаш живеат темница. Па снег и темница, да. Голем дел од денот од годината е темница, не фаќа сонце цело време. Најголем процент имаат на семејно насилство и убиства пер капита исто во свет. Алкохол во огромни количини. Што ќе правиш таму? Што ќе правиш таму? Буквално едно што ќе правиш. И обяснувањето на данецот беше дека во принцип Гренланд и е само товар на Данска, многу интересно гледиште, од кој што треба да се ослободи, меѓутоа повторно данецот ти е капиталист, па размислува правилно. Ајде да договориме. Гренланд да биде независен, слободно, бидејќи направено едно истражување на јавното мислење на Гренланд, 68% мислам дека се за независност. Тие 55. Да, а 32% се за останување со Данска. Значи, оди во правец на тоа дека тие сакаат независност. Независност, меѓутоа со исклучително снажни договори со САД за поврзување и повторно релации со Данска пристојни. И сега му вика, ова е било вин-вин-вин ситуација. Данска се ослободува од фрлање пари, повторно би учествувала утре задутре во оние инфраструктурни комбинации за вадење на минерали или што и да е. Америка потполно го зазема, геостратешки војската е тамо, тоа е многу важно и се. Овие локални инуити што живеат тамо, главно народот се тие. Инуити, домородно население, некое Као чукчиња, такви се жути. Па такви се жуткасти, да не бидеме расисти сега, ама Као ескими. тоа се тие, повеќе или помалку. Тие би добиле американска помош, се разбира, и развој. Пази колку интересна работа. Еве немав појма. Во Гренланд им недостасуваат куќи. Иако се само 55.000 луѓе недостасуваат куќи. Знае зашто? Затоа што градба на куќа на Гренланд е најмалку 30% поскапа него било каде во Европа. Поради условите. Тамо е лед. Како да ти кажам, поскапи материјали се за се. Самата градба е поскапа. Ова е чист пример како еден западен свет гледа практично на сите работи. Знаеш, практично. Да најдеме начин, нема некоја многу филозофија. Ние тука сме емотивни околу територии, околу име, околу седак. Милош Обилич ќе гинеше за Гренланд. Тоа сакам да ти кажам, кај нас тоа е сосема поинаку сватливо. Данец, како класичен екземплар за северен народ, размислува исклучително практично. Добро е Гренланд. Океј, ајде ќе се договориме со американците. Замисли наш да беше Гренланд. Па тоа ќе беше плачење, па тоа падавичарење, па ќе викавме, па Господ ќе го по собрание ќе влезевме. Влегувавме по собрание. Значи, ние села ќе го тепавме. Некои инуитски села, значи, не села ќе го тепавме. Жити се. Не, никако. Нема тука, тоа е друг вид. Стварно е големо човече колку Америка. Огромна е. Јас ја баш го гледам ваку пропорција колку Јужна Америка е Гренланд. Па друже, да, ама и таму имаш мраз кој не престанува. Не престанува. И не знаш се вика Гренланд. Најголемата смешка е дека тоа место се вика Гренланд, тамо ништо зелено нема. Тамо дрво нема. Во Исланд има повеќе, што се вика Исланд. Добро, Исланд, ама Исланд не е по на друга страна. Не е близко е тука. Да. Тие се другарчиња тука се со Исланд. Ама Исланд е познат по перење пари. Да, тоа не се знае. Да. Чекај, тамо нели им пропадна нешто едно време, банкротира, нешто им се случи. Па светската економска криза беше ради тоа што сега ти пази една таква островска земја, замрзнат остров. Добро, имаат они малци зеленило, не се као Гренланд. Не се. Да. Има они ситуација дозволија таму без даночни банкарски системи, па сите амерички банки отворија таму представништва. Да се малку да се проперат. Да, и тоа беше хаос во моментот која удри светската економска криза.
почна од некои таму малверзации што се прави. Добро, а после скандинавските соседи ги спаси, ако да. сме реални. Многу е важно кои ти се другари во животот. Па добро се, они си тука им се Шведска, Данска, Тоа ти кажам, Норвешка Финска и Норвешка. и Британија доли име. Па тоа ти е да посакаш друштво, како да ти кажам сега. Да не ја посакаш климата, Стварно, ама за друштвото. Ма тоа е Господ не дал клима, ама дал соседи. Кај нас дал клима и не ги дал соседи, што ја ти кажам. Значи, ме разбираш, види ги сега. Пази там нигде се швеч, мразулите, али имаат стварно добри соседи. Пази. И фудбал играат. И тоа пази со Шкоти се граничиш топ народ. Феноменален народ, па и англези, али Шкоти се ептен топ народ. Ги имаш доли ирци иско така, супер. Да, скандинавците. Швеđани, данци, финци и норвежани. Мислам, се стварно, човеч. Нема еден... Од друга страна, ако заобиколиш, ти доаѓа Канада. Исто добри ликови. Добри ликови. Ама не, озбилно. Озбилно е. Исланд е земја со најдобри соседи у свет. Да. Најдобри соседи. Немаат грешка. И во ЕУ има, знаеш како се, например, ти си Словенија, имаш еден што е така, не баш. Малку, не баш. Да, ме разбира се, не знам. Па и Белгија да си имаш еден што не е баш. Швајцарија. Па и тие... Германија е тука, Австрија е тука, Италија е тука. Тоа можеме да расправаме, колку Италија е добар сосед е прашање на дебата сега, ме разбираш. Белгија, Холандија, што викаш. Не, ама Исланд има навистина добри. Нема, тука нема дебата сега. Па фламанци ли биле тие у Белгија, вајко ли биле, па има нешто дебата. Тука нема дебата. Сите се фантазија. И викаш другари, нешто ни фала 3 милиарди евра, па ајде. Еве, може да си останеме на истите локации со Гренланд, ама да си ги менјаме соседите, ако може. Ова, јас мислам дека хајлат нова емисија ќе биде ќе влезе во собрание, ќе отепаме села. Леа нешто против села. Ама тоа беше лошо, апсолутно. Ова беше одбрана на села, знаеш. Ќе влезе во собрание, ќе отепаме села, затоа што Америка сака Гренланд да ни го земе. Ама не, тоа ќе правиме со изблици на емоции. Тоа е јужни народи, така делува. Нешто правиме, вау, што е ова крај. Гледаш дека ние во принцип правиме драма од се. Ама од се. Стануваш од Сабајле, викаш нова како мене и правиш драма, дојдеш тука. Бугари устав некеме да ги ставиме, све и свашто имаме устав. Како да ти објаснам? И ти очекуваш овие, мислам, со сета почити, јас го имам став од сега, но сега ти замисли некој од Скандинавија и што сега некој да става? А кој ги имаат устав и ги имаат и ги редат, има албанци, ромео, а овие ги немаат. Гледаш на карта и викаш што е ова. Зашо не ги стават сега жити све? Па сега да ви објасни. Ама знаеш они таму историјата, овие што сакат им земат историја? Зашо бе човек сакат историјата да им земат? Им викаат на бугарите, ме разбираш? Што е толку битен тој Гоце Делчев? Ама сега се колку години за цар Самуил, колку се карате 5 години? Жити све. Помедиуми. Ај тоа историчари и тамо ќе се закараат, ме разбираш? И тамо ќе имаат некакви конференции, чуда врагови, што медиумите нема ни да ги покриет. Генерално. Не му е гајле, предпоставам. Не дека немаат они такви спорови, имаат, ама ги ставиле во рамка која што треба да биде. Да бе, и тие они тамо се расправа и на никој во двете општества не му е гајле. Не му чуе, што они за Гоце Делчев се расправаат. За некој тамо локален. А кај нас тоа од витална важност за обстанокот на Македонија и на Бугарија. Да, ненационални сме, за жал, ако ги гледаме вака, некој ќе рече, да, ама сега го упростувате целиот тоа, но да, ако го гледаме вака во некоја есенцијална смисла, тоа е тоа. Ние не сме способни да најдеме практични решенија. Не зборувам јас дека само ние сме рационални. Не, сите ние. Зборувам за цел комплот. Цела банда, да. Значи, ние не сме способни да најдеме рационални решенија, практични решенија. Трак. Океј, заспориме за ова, ајде го трнеме вака на страна, ајде да направиме, немам поема. Не. Нешто трговија, нешто да истераме. Не, мора да има кај нас скандал, мора да има нервоза. Мора да го тепаме села. Значи, ова е опасно. Да те тужи села. Не, поздрав за господинот Зиедин Села, ова е критика на таа култура на праење на глупи работи. Значи, преку неговиот пример семена. Да, ние сме шампиони и со околината сме шампиони да правиме од се проблем и тоа не и па затоа сме вамо кои што сме. Вика, мислам дека после Гренланд, Исланд е втор по самоубиства, какви добри соседи,
Никој не се сели таму, па кој ќе Како се ќе сели, се бе, брат? селиш, сега, тоа Имаш е- ти На минус 20 живееш. и Што? 150 дена ти е темница. Темница, да. Живе, нема сонце. Не, види, луѓе не можат да го издржат тој живот. Ако не си роден поготово таму. Не ме зафркавај, човече, ние од овде како можеш да издржиш да живееш у темница и студ без преки. Да, без не. преки не еден ден, не 10 дена, не месец дена, него така. Тоа е Таму, животот. колку е лето таму? Какво лето у август Минус има? 10. У август е веројатно околу 0, нешто се мотка и Чекај. тоа па ти. Сега за Гренланд ќе гледаме, така? Гренланд, Исланд. Не, Исланд. Тие се другарите, да. Исланд. Не, види. Температура. Кога дошле прв пат оние норвежаните таму, јас мислам рекле, леле, кај дојдовме на викинг како си го гледал. И они рекле, кај дојдовме, што е? Ту тоа фјордовите, у тоа студо, ту тоа, како да ти кажам. Чекај, у Целзиусови. Па не е лошо, бе, шо збориш? Што е, не е лошо. Па еве ти, од април почиња со 5 степени Целзиусови. О, машала. Не, у април од минус 0,3 до 5. У мај више од 2,8 до 8,5. У јуни е од 5,8 степени до 11 степени. Јули е 7,8 до 13 и од август више паѓа после. Значи 13 е врвот. И 13 е 5 дена Да. у година. Ама и дното не е во Исланд многу големо. Колку е? Минус 3. Минус 3, просек да. некај. Значи, не, најдоле иде минус 2,6, минус 2,5, минус 3. Без разлика. Местото, самото име кажува многу. У јануар е најладно кога е од минус 2,6 до 2,7, значи таму е стварно, збориме за Исланд. Абе, мерак за живење, ќе ти кажам. Мерак. Јас мислам дека ги спасува стандардот што го има. Чекај, Гренланд температура. Сега е погоре шо се. Чекај да видиме. Овде има разлика огромна. Да? Но Исланд е многу потопло, брат. Таму од минус 3, да речеме, до 2 најладен месец јануари, А овде Гренланд? во февруари имаат како најладен месец од минус 20 до минус 13. Фала, далеко им лепа куќа, Значи, морам не, да ти признам. има огромна разлика меѓу нека, Исланд и нека Гренланд. копа Трамп тамо, нека прави војни бази. Еве, ние се откажуваме од од види. аспирациите кон Гренланд. Ја мислам дека и на Америка така ќе бидат џабе потрошени пари. Добро, стратешки Значи, е тоа тамо, и најблискиот мислам лет дека- е... Знаеш, летањето преку Гренланд е многу важно за од Европа кога се оди за Америка. Значи, од тој аспект, второ, арктичкиот круг е тамо, сега Арктикот добива голема значај заради глобалното затоплување. Не, тоа стратешки е многу паметно смислено. И трета работа, али Канада нема да ја земе, сега да се разбереме. Канада? Да. Зошто да земе Канада и Америка? Што е разликата? Има една граница формална, илјадници километри, која што не е граница, народот од двете страни е повеќе или помалку ист, системот е повеќе или помалку Има ист. само една разлика. Тоа е дека 80% од територијата на Канада е лична собственост на на кралот Да. Чарлс Да. во моментов. Ама и тоа е сега формално, реално. Да. Второ, во Канада си видел, народ живее само покрај американската граница. 80% од Канада е ненаселена. Как ќе живее чисто? Тоа се Исто како Гренланд. Гренланд, клима без везе, тотална горе, Манитоба. Па ти знаеш кога им нудат на луѓе да се селат Не, од тука, види. им викаат во Манитоба, иди слободно. Ама што ќе правиш у Манитоба? Што ќе правиш? Можеш да бркаш гризли, можеш да бидеш ламбарджек, да сечеш дрва и да ловиш риби тамо од тоа лосој. Не, ама знаеш што е сега? Лососи, како се? Мора да бидеме сега ваки искрени меѓу нас, Драган. Јас бев на еден брифинг, ми го кажа ова, мене ми беше чудно. Што? Очигледно и ова со Гренланд и ова со Канада, на Доналд Трамп му е стратегија за да ја пренасочи темата од Блиски Исток до Украина и тоа да се преговара Така е, позадински. неколку паметни луѓе токму тоа го Да. тврдат. Да. И позадински да се преговара. Додека и народ се занимава со фолклор, да. Да, и гледаме дека се случува токму тоа. Има, Реално. ова е најблиско до рационално објаснување. Да. Не велам дека е 100% точно, но најблиско е. Буквално Да. се пуштени буви, Панамски канал, ова, она, и народ со тоа се замара, а во позадина се случуваат Се многу решаваат поважни работи. Русија и Украина и Многу поважни работи, и да. Блиски Исток. Што па, ако е точно, му дава тежина на Трамп
и на неговото окружување многу поголемо од тоа што Во му се меѓувреме наметнува од европските лидери го непријателите. поздравија прекинот на огнот помеѓу Израел и Хамас и повикаа на целосно спроведување. Тоа е Добро, овој разговор се врти едно 70 години веќе тамо. Од 48 кога настанал Израел, од прилика се повикува на примирие, па се поздравува примирието, па се крши примирието и се така. Тоа Блискиот исток е тажна приказка сама по себе, немам што да кажам. Додиме со една кратка пауза за реклами, да залечам рани. затоа што Драган е сериозно озлеđен, почитувани слушатели, остануваме да се бориме за неговото здравје. Се враќаме во студиото на Радио Лидер. Добре дојдовте. Назад, почитувани слушатели. Откако го решивме Гренланд, еве една информација. Гренландскиот политичар Пеле Броберг, поранешен министер за надворешни работи, е сега председател на главната опозицијска партија Нелерака, и тако нешто постои. Во Гренланд вика не, само 0,0001% од граѓаните на Гренланд би сакале да се приклучат кон Америка, а 75% сакаат независност од Данска, вика батото. И интересна изјава, вика секој пат кога ќе зборуваме за независност, данците ни се закануваат и ни велат, ако тоа го направите, никогаш повеќе нема да влезете во Данска, ниту ќе имате образование. Сега ова се тие задкулисни игри, тука и данците покажуваат, значи, балкански менталитет. Значи, ако има независност, нема да идете од Данска. Гренланд не го даваме. Гренланд не го даваме. Влегуваме од собрание, да не повторуваме Ќе видиме се. Да не повторуваме кого ќе го тепаме, ако ни го земат нас. Но, види, Драган, кога сме кај... Не е тоа ирационално. Данска си брка таму. Има интерес, има ресурси, може сега не може да ги копат, али си имаат стратегија луѓето. Еден ден ќе ги копат. Но, кога сме кај тотално ирационални муабети. Ајде. Значи, рубриката види ги со што се бават. Знаеш, можеме да ја крстиме рубриката види ги што се бават. Поранешниот премиер на Македонија, сега Зиланд во Унгарија, господинот Никола Груевски, има напишано еден огромен текст, малтене научен труд, на тема имињата на автопатите и експресните патишта во Македонија. Да, јас се обидов да го прочитам, многу ми беше долг текстот, искрено да прочитам. И јас така скокав пасуси, што се така еден сегашен член на Левица, која го прашавме на времето, па ти викаме капиталот од Маркс го имаш читано? Па вика, знаеш, имам така пасуси. Пасуси, да. Значи имам читано пасуси. Наслов, поднаслов, да, значи, кратка содржина. Сега ти, добре се, капиталот е монументално дело на Карл Маркс. Или го имаш читано, или го немаш или читано. го знаеш, го владееш, или си тиква. Или си читал пасуси. Ама нема читане пасуси. Така и јас ова на Груевски многу долго читав пасуси, но сега пази. Сегду свет ќе изградат пат. Автопат, експресен пат. И сега имаш две страни. Едни ви се фалат, гледај, убав пат направивме, тоа е власт. И сега, кај нас и на тоа имаш опозиција. Секој свет имаш тоа што опозиција. вика, не, ние ќе го правиме. Не, вика, слушай, таму вика сигнализација немате стаено добра. Таму можда требаше вака да иде трасата од таму. И сега тука си полемизира, и тоа е стварно за полемика се. Дали е сигнализација добра? Да седнат се, ја да бев се, да се ме дај проверете, ке речев, како иде тоа, банкини стајани ли се, имали знаците какви се и така натаму. Да, дека се пофалиш дека ти нешто си правил ово, оно. Безбеден ли е студија едно друго. Па ќе правиме анализа дали е исплатливо тоа да се прави уопште. Да, колку коли ќе поминуваат. Да, дневно и така. И ти слушаш на вести, направиле пат и ги слушаш сите овие статистики, критики, анализи. Во Македонија критиката е како требало да се вика. Да. Значи, да. Значи не е важен патот, важно е името на патот. Експресен пат требало да се вика ВМРО, автопатот кон Штип да се вика Гоце Делчев и експресен пат
Методи Андонов Ченто. Имаше тамо наброено 5-16 точки, не може Да, има тамо мајка Тереза, се значи и патиштата да добивали имиња по нив. Јас мислам дека е важно да имаш пат. Значи, не, јас Ја мислам дека е важно да имаш пат. Овие прават пат. Значи, Тоа е. И сега, јас да сум, да речеме, сега ќе ставам од две овакво, како се вика, перспективи. Прво од перспектива ја да сум историскиот лик, а второ од перспектива ја да сум патот. Значи, и дали ако си историски лик сакаш да те има на пат од да, Страцин до и да ме газат секој ден. Знаеш, сега ти си Ченто, си ја правил држава, се борил Втора светска војна. Гледање, у да. затвор те ставале после комунистиве, вака или Гоце Делчев си ти тамо. Си правил, ту биле на млади години, си организирал од дете работи, си се посветил на кузата женец. Дали сакаш да те гази голф двојка секој ден? И сега тебе ке да, што си ти пат сум ја? Знаеш она? Александар Велики. И те гази голф двојка. Александар Велики си се замавал, си ги поведел градове, држави со татко ти заедно у Грчка, умрел татко ти, тужен период. Си тргнал на Персија, си е поминал Персија, си се заакал Египет, Мегипет, Александрија, библиотеки и све си покорил пред себе, си се те сакале. У Индија си углавил и сега си пат. И сега битанги газат по тебе. Сега си пат, брате. Па овие доаѓаат после овакво, вика не се вика више Александар Велики, сега вика се вика Френчи пријателство, да. Пријателство, комунистичко име што да ти кажа. Да се расправаме стварно. Значи не пријателство. Ти си човече данец, идеш у Грчка на одмор, со комбето, онака фамилиарно нешто, екзибиција Со трейлер, да. Со трейлер, влагаш и како се вика патов? Пријателство. А предходно Александар да Грет. И вика тоа ја се малку збунете. Стави Е75, Е20, Е30, што е ова се? И пази дебата тука, полемика. Збор нема напишано, братучет му милиарда украде. Значи збор нема напишано како уставни измени се изгласа. Збор нема напишано како избега од Македонија. Ништо збор нема напишано како ги фрли во оган Горден Еколовски и Милијан Екеш. Ама патот као да се вика, он знае. И тоа е најважно прашање. Да. И сега, од друга страна, значи, ова е перцепција, ти си историска фигура, така? И стварно, што е ова? Пат ми направи со моје име. Сега одиме со втора перцепција. Ти си пат. Да. И ти викаш, чекај малце. Мене ми е битно ја да бидам толкав да ми е дебел асфалтот, не знам. Да имам она кога возиш да немаш да се успиваат тука да ми се кршат. Да, грепка, да. Камиони да не ме газат големи, да не тонам. Да неам одрони ми е битно да сум пат. Не ми е битно као се викам, човече, пат сум. Ствари пат нема ни свест, не ни може да размисли. Не е живо битие. Значи, ти кажам право искрено, вака ме замислуваш со овие вака. Ама не озбилно. Не ми е јасно. Да дебатираме во општеството. Да. Патот као да се вика. Може би љубителите на поранешниот премиер ќе се зачудат навистина, ќе се навредат, ама навистина се губи енергија на нешто. Тотална глупост, чеча, патот као се вика, што е битно бе? Идентитетот патот ли го гради? Мојот идентитет зависи од тоа као се вика патот, жити се. Ја кретен сум и ми треба пат. Тачно. Во Америка сите патишта се викаат, што викаш М17. Абе ти не бе, идеш у Лондон, имаш пар улици што се викаат по знаменити фигури, многу малци, ви? Гибсон Роуд, пример. Тој Роуд. Например, Јане Сандански булеварот би се викал Ново Лисиче, Лисиче Роуд. Да. Нешто такво. Нема ти булевар Јане Сандански, булевар Илинден, булевар Партизански однереди, булевар Југославија. Булевар Југославија. Асно јавној. Нема више јавној, да. Жити се. Да. Трошење енергија на вистина и тука порнешот пример. Па после искачаат овие нема, ние сакаме да се вика Хасан Приштина. Да, улица на Ондека, да. Имиња на школи.
Имаш сегде у свет има школа у Чаир, се вика школа у Чаир. Ма гимназија број Да. 5. Чао. Да. Кај Ако нас веќе имаме имаш проблеми, Адем така. Јашари, па за македонците се вика едно име има, за албанците има друго име, па тие зашо било вака името, па родители протестираат за името на школа. Мислам, луѓе, дај бе пораснете малку. Да, рационалноста тука не вире баш. Значи, дај пораснете. Имиње на патишта, наместо да речете браво, еве се направил пат. 82% СДС го направил. Браво и вас, Алалдави. Ме разбира, ама Вози пример тамо, ти кажа. вози тамо, да. Вози пат имаш. Ево, вие седнале луѓево, во неколку месеци успеале, довршиле се, средиле. Вие 7 години, тој експрес 15 километра, го правеле 7 години, не успеа да го направат. 15 километра. Директори се за тие работи. Тоа. Груевски го почна патот, небитно као се вика. Стој оди од Градско до Дреново патот. Дали ќе се вика Методија Андонов Ченто, дали ќе се вика Дончо Штипјанцето, дали ќе се вика Атанас Бабата, дали ќе небитно. Значи пате. Вози Мишко. Што знам што да кажам, да ти кажам право вака размислувам, мислам дека си веројатно до некаде управо, меѓутоа ние очигледно имаме потреба да компликуваме. Не ние, само генерално имаат Битно е името на патот за ако загинеш од дупката на патот, да знаеш од да кој знаеш си од кој загинал. јоганак си загинал. Мислам, Да, стварно. има логика кој даски од села, нема да го кажеме ова, не. Може би овој типов што го прочитав. Седна секој ќе собереш, Златев, време е да влеземе во рационална фаза. Тука се согласувам за многу работи. Практична фаза, како да си уредиме државата најдобро што знаеме. Тоа е тоа, како да владеат закони, како да функционира системот, како да се плаќа данок, тоа е 21 века и патриотизам и се. Не е ова само проста математика, туку тоа е тоа. Така функционира светот кој што е успешен, докажано успешен. Воспротивно ќе се вртиме во круг. Чекај да видиме, значи изборите на 8 мај беа нерационални, не го разбирам се ова. Зашто биле нерационални? Ја сменивме власта затоа што не беше добра. Твојот коментар е Да, нерационален. што е нерационално во изборите на 8 мај? Не разбирам. Што има тоа врска со патот? Као се вика. Да, И пато масовно, цело село. Како Да. викаш оној типот? Пато масовно. ние имавме една власт која беше крајно корумпирана, правеше економски катастрофи, произведе инфлација, произведе правниот систем го наруши во државата и таа власт падна, ради ова падна. Ако вие ради името на патот сте ја срушиле власта. Добро, имаше компонента, се разбира, важна. Па сега реков поврзана дека со- народот е нерационален и крајно време е да биде рационален. Во практична смисла, апсолутно. Ма тоа не значи дека секоја одлука на народот, прво нерационално е да верувате дека секоја одлука на граѓаните е нерационална. Ние само зборуваме за овој циркус. Не, мислам дека наумта Маленски Значи, погрешно искалкулирал. Не, мислам дека non е тотално нерационален. Не ги гледа од рационална природа работи. Веројатно тука он се асоцира на тој се асоцира на националните прашања кои што минатата власт не ги работеше како што треба, меѓутоа не е тоа во овој разговор не е тоа темата. Не, ја мислам дека он си е само многу жесток поддржувач на една политичка, на некоја политичка партија. Сега не знам на ВМРО ли е, не знам ли е на кој ли е, и толку голем поддржувач што ирационално секоја нели наша културолошка забелешка тој ја гледа како критика кон неговата партија и веројатно кон неговиот лидер. Ние немаме таква намера. Да, тоа е опасно. Не ви Морам ги да чепкаме признам. вашите светињи, ве молам. Еве да кажам нешто, пред 2 дена во Заспи ако можеш ми беше Александар Чомовски, новинар, 100 години искуство што се вели и страшно многу критики дојдоа, ама страшно многу негативни. Зошто само што го викнав? Само што го викнав. Неговите ставови, такви какви што се, можеме со нив да се согласиме, да не се согласиме, да ги отфрлиме, да ги дебатираме ако сакаме, да докажуваме дали е во право или не. Начинот на кој што тој ги гледа нештата, кон кого он
колку Чомовски има симпатии или не, се тоа стои. Меѓутоа, толку многу пизма, толку многу љутина. Знаеш како, дури... Видете, тоа е очекувано. И кон мене, во ти земја. знаеш што направи, знаеш ли кого викна, па ти си... Монструме! Монструме, да. Монструме! Па и тој има право да зборува, како да кажем. Не бе, не, драга. Не се согласува со него. Јас не се согласувам со него. За најголем дел од работите што ги зборуваш и во емисија му реков дека не се согласувам. Али основата е дека имаш право на дебата и на размислување. Ја и Златев не се согласуваме за еден куп работи, тоа не е врска. Не се согласуваме, па што? Патот како да се вика најмногу. Да, сигурно ќе се покараме за пат. Значи, Меѓутоа, не недостасува таа демократска пракса дефинитивно. Ние не можеме да се избориме со гневот што го имаме во себе и тој гнев го персонализираме очигледно. Јас разбирам дека Заев направи за многумина лоши работи и генерално на државата и направи глупости, ама утре задутре и тој веројатно има право да си го каже. Тоа што како има да нема го каже. право да си го кажем, НАТО Да. разнесе. Да, Ама не, сега види. не можеме така. Не можеме Многу, така, наистина. ова е веќе прашање на политичка култура. Ние сепак извираме од еден... Ние имаме проблем со две димензии. Прво, ние имаме еден изразит национал романтизам на една млада нација. Пак го има сите, Значи, повеќето го имаат не, млади не. нации тоа, да. Значи тоа ни е прва, али на тој изразит национал романтизам на млада нација додади 50 години комунизам. Односно тоталитарен политички систем каде што тко другчие каже, клевечи и лаже, Да. и тоа е тоа. Да, Знаеш, добро, и сега ти, кога ќе го ставиш овој комплот од две работи заедно, ти го имаш во Србија Шешелјовци, со тоа што у Србија малце поотпорна, ма не, джабе они имаат поголема, они не се толку млада нација како нас. Джабе имаат поголема традиција институционална и тие не се имуни на ова. Знаеш, Не се повеќето држави на Балканот. на Балкан. И тоа е причината. Ти треба, софтверот е проблем. Пошто хардверот е еден, софтверот е од социјализмот. И ти сега тоа се споиш и тука имаш чуда и врагови. Да. Ние вака правиме на најмали работи, хаос се случува во државата, емотивен набој, полека, знаеш. И размислувал Чомовски различно. И што ако размислувал Чомовски различно? Ќе го тепа. Како ти кажа, ќе го тепа човекот. Затоа што кажал нешто таму. Потполно не се согласував со најголем дел од неговите тези, али човече си кажа што има да каже. Никого не тепаше, никого не уби, никого не пцуеше. Знаеш? За околу тоа размислувам веќе некое време колку сме ние кревки во таа смисла и не ми е јасно. И како треба да се реагира на тоа? Знаеш? Не, треба да се реагира со игнорирање. Затоа што сметам дека по друга страна и најголем дел од популацијата не е таква. Ние зборуваме за едно гласно малцинство на социјалните мрежи. Ја пак ќе кажам, некој кој е доволно будала да седне на видеово, да го изгледа цело и да не испонавреге нас двајца, мислам стварно че дај не име нешто попаметно живото. Да. Знаеш, ме сваќаш што сакам да ти кажам. Ако некој е доволно будала, убаво рече гласно малцинство кое што значи и ги злоупотребува и оно нешто се сосема окей. Да. И ти набиваш тука една сега ти пази, ти збориш овде против одредени очигледни лудости, што имаме емотивен набој на најголеми глупости, он доаѓа и ми коментира, ти сметаш дека ние сме били ирационални што сме смениле претходната власт. Кај го виде тоа? Да. А може, чим вака размислуваш, може и стварно сте, не знам. Знаеш она, ти прашалник на секи си постоиш у главата. Дали може уопште, ама, знаеш, он е одредено малцинство. И додај ботови, нормално. Да. Кои што наметнуваат теми без везе. И ќе отвориш Твитер, ќе те заволи глава тоа ботовите. Не, ја мислам дека ние треба X да го забраниме у Македонија. Тоа такви бандити, тоа е невидено тие ботовите тоа што го прават. За се, ама за се. А најако што најголем дел од нормален народ не ни отвара Твитер.
Тоа е најкој што ботоите сами меѓу себе се читаат. Тоа е многу интересно. Значи Твитер е во моментов во една многу интересна фаза. Порано имаше некои шегаджи и нешто типчиња на Твитер, паметни и така натаму. Најголем дел од тие си замина. Престана да го користат Твитер. Ја престанав да го користам Твитер. Особено после од се овие глупости од последни на Илон Маск. Стварно не можам алгоритам мене умра за цело време да ми дава на. Не знам дали сте приметили. Да, тоа. Значи, само гледате набои, само гледате омраза. И ботоите сами со себе. И сами со себе си седат и плюс ги читаат нив овие партиски раководства, лидерите се, не се газат од смење, туку си праќаат меѓу себе, гледа овој што рече за ова, гледа овој како одговори за ова, ха, хи. Знаеш она? Па потите да се разгледаат кој бот е кој човек во реалноста, дали е тој, а тој не е. Па дали овој Ероризав бил, дали бил овој, па ја кој сум бил, мене ми се јавен ти овој или си вика мало будало. Ја ако те мрзам, ќе седнам на Facebook, лом ќе те направам и на Twitter и сегди у емисија. Тука во емисија ќе ти кажам што мислам. Ќе ти кажам дека си магаре. Нема ја да седнам на профил на Twitter и со тебе да полемизирам. Twitter е многу јак. Имаш ботовски битки у моментов, ништо, само меѓу себе они се тебе. И никој не ги чита. Од страна немаш ти нормален народ, некој да седи, работи тој од 8 до 4 у банка, не знае гъзот кај му е цел ден милион цифри у глава. И да седне вечер да ги чита тие на Твитер, нема шанси. Да се читаат сами меѓу себе. Тоа е многу интересна шизофренија, да ти кажам право. Живеат у свој бабл. Живеат у свој бабл и си веруваат дека се релевантни. Па се караат меѓу себе, се караат како групи, како поединци, ботовска војна, добре ова. Еве, друже, 47 луѓе ве гледаме, добро бе шо. А не слушаат 2500 у моментов на фреквенција и што? Ако не гледате 47 луѓе. На YouTube ќе не гледаат 7-8 10 денес. Што сака да каже писателот ова е? Да, нема веќе. Дека ние сме небитни. Небитни сме како ноќ во... Добро, нас прво Facebook не е ниту извор на финанси, ниту ништо е. Еви, на YouTube, сега ќе ви кажам статистика. Вчера на YouTube не гледале 15.000 луѓе. Машала? Да. Вкупно последните месец дена имаме 350.000 прегледи. И шо сега? 350.000. Што? Лоши сме? Ама не е ни битно тоа. Битно, дај престанете со набојот. Голема подршка браќа, радио лидер најдобри сте и сајтот ви го следаме емисијата. И овој што пишува бот наш на сајтот, ви кажам. Значи ја ти кажувам, го знам типот. Овој лажен профил правевме за по групи да постирам и сега не зафркава овој од сајт запослен еден. Бот си, брат. Дури од овие 47 кој знае колку ботови, никој нас не гледа во моментот. Можеш да замислиш, Драган. Што има друго ново? Што има ново? Не знам што има ново веќе. Се е ново и се е старо. Нешто се случува, нешто ми се крчка околу ова со прислушкувањето, да ти кажам право. Да, има информации кои се неофицијални, до кои јас сум стигнав на друг начин, дека огромни злоупотреби во Агенцијата за разузнавање се најдени, каде што и документирани и постои информација дека дури поранешниот директор на АР Ерол Муслиу е всушност избеган од Македонија. Ако е точно, интересно многу. Човекот кој што беше случително моќен долги години, ако е точно, многу интересно. Добро, наум небитни сме окей. Инсистираш да бидеш во жижата. Овој не гледал затоа што сме координирани од пиар машинеријата на власт. Многу сме координирани. Наутро како се координираме? Кој е тој што не координира? Сакам да правам парите кај ми се. Каква бе координираност, другарче, со пиар прво? Ако верувате дека нашата власт има пиар машинерија, имате проблем. Имате проблем. Нашата власт има, нешто прават, таму се борат
има забелешки, и ја имам забелешки, вие имате забелешки, а тоа PR машинерија, они тука газат големите мозоци. На времето Мартин Протугер седи од Сабајле, го чита Гебелс, почне нарачуе вести на Сител. Престанете со тоа. Значи не функционира така работите и не сме координирани од никого, координирани сме да знаеме информација од ваму, од таму, од овој, од оној. Наутро се координиравме. Златен ми се јави Мирчабе до кајси. Јас му реков, доаѓам многава и ја многата шинав, да. Тоа е координација. Координација сме имали. Игор инсистира на ова со Бугарија, гледаме од преска за идниот премиер на Бугарија. Што да кажеме за Желјасков? Не знам. Човекот, ако бидне премиер, што да очекуваме од него? Нема Бојко да биде. Па не сакаат овие. Коалиција, што сакаат коалиција да прават, неќат да чујат за него. И сега овој Желјасков го инсистираат. Не знам што да мислам за него, не знам. Дали е во прашање некаков партиски како се Мене ја дознав вчера дека министер за надворешни на Бугарија ќе биде човек кој има, верували или не, многу близок до Бојко Борисов. Екстремно близок до Бојко Борисов и човек кој има прилично лабави ставови кон Македонија. За бугарски услови, да. Така што може би е добро. Ја тоа го знам од моите како се вика, разузнавачко, полициски, политичко, аналитичарски, професорски. Откај што си координира? Кругови, откај што ме координира. Да. Ти појма немаат у влада кој ќе биде министер на Бугарија. Мислиш дека Гајле име кој ќе биде? У наша влада министер, они ќе го почекаат, ќе го видат после. Координиран Драган, дури тротоарот го љуфна. Така. Од јака координација, не го знам зборот љуфна, ама тоа е тоа, да. Го утна. Не да го љуфна. Што сакам да кажам, батињата во Бугарија се мачат и меѓутоа, знаеш како? Викаш дека овој министеров што е близок до Бојко Борисов и што можеби има релативно либерални ставови, тоа влева надеж, меѓутоа да не забораваме Кирил Петков колку го сметаа за либерален, колку отворен, колку со него може да паднат договори корисни, реални, коректни. Не, јас не наплегувам за вас тука да ве лажам. Гај, излезе дека и него исто како и нас го понесе и рационалност. Па што знам што мора, тоа е мора. Дали може и Јорис Спасов им дава пиар совети на власта? Па не де Боже. Јорис Спасов до сега не се истакна многу со квалитетен. Сака, ајде да направиме една емисија кои се главните пиар стратези на владата. 10 апостоли на владиниот 12 треба да бидат, не може 10. 12. Ја не може да набрам ние. Има секретар за однос со јавноста, 5 души запослени. Да. Тие се официјални ликови, не? Праќаат соопштенија. Ете во 5 минути цитираше 2 извора, затоа ве гледаме, па така. Им даваше на претходната, затоа имаат 18 претеника. Не можам да го следам ова веќе. Да. Не знам што ти кажам, Златев, мислам дека тоа со Бугарија ќе биде уште долго време влечење, да се надеваме на подобро, но не. Ова друго ми е поинтересно што го спомна, дали стварно Ерол киднал од Македонија. Може ќе те демонтираш, ќе се јави од негде, ќе се тука. Ерол муслиу баш сакам, нека тој е студио. Па тоа ние ќе му дозволиме јавен повик како представник на разузнавачката заедница во Македонија да дојде овде и да одговори на моите прашања. Нема да бидат тоа координирани прашања, никој не знае. Моите прашања тотално некоординирани единствено и само од моите. Гледам дека местото каде што би седело. Да. Значи, единствено и само од моите информации и од моите анализи поврзани со неговата работа. Драгче, ти нема да бидеш ти конфликт на интерес, тебе те гонеш. Значи, мене Виктор Димовски ме гонеше, ја бев внатрешна закана, а зашо се, дали дека ти ај ти Србинам Горан Момировски не. Не, зашто не гоня за некоја невидена глупост. Ти си, тебе те гонат као надворешна закана, а мене ме гоне као внатрешна закана. Не е тоа случајно. Не е тоа, значи јас сум баш сме ние координирани, како надворешна и внатрешна закана. И стварно среќна е таа влада што ги има нас за надворешни и внатрешна закана.
Ама очигледно излезе несрекна. Може утре да дое со Агим. Дој нека дое со Агим. Кој? Па, Ерол Муслио, да. Со Агим би било интересно. Агим е човек кој што знае така да каже некои работи на специфичен начин. Знае да чуе, да бъва безобразлуци, тоа знае. Не бе, нема проблем, Ерол, ако сака сам ке му одвам 2,5 сати, 3 сати, 5 сати, колку сака, кога сака, каде сака, дури може со цел тимот тука, со се микрофони, радиопроцесор, све ке обтегнеме, со комбек идеме, каде сака, само да го снимиме и да. На Гренланд. На Гренланд идеме, ке платиме некоја карта, не знам како. Ке отвориме број за донации. Ама би сакал да поразговарам со него, би сакал да му поставам некои прашања кои сега нема да му ги спомнам нормално, ќе му најавам на кои теми ќе се одвива интервјуто. Скроз фер. Целосно фер. Да. Професионално. Со Вака, друже, повели. кога сакаш, каде сакаш. Интересен повик. Mail maimunchezlatev.co.uk. Пиши ми мейл. UK му е. Каков цер. Закон за екстрадиција на Гренланд. Од Данска ето, да, има од Данска ето. Од Данска има закон за екстрадиција. Не за мене ова. Нема од Дубај. Гренланд мене ќе ме подсетува од сега па натаму да влез во собрание. Да, не, мислам очигледно беше тоа дека добриците нема ништо случајно. Поздрав. Сега теорија на заговор кида. Кој не координира нас? Не координира, да. СДСМ, новогодишните кошнички се целосно промашување. Добро. Детали на договорот. Можно е да има неспроведување, веќе се вараат. Чекај. Близина со официјални лица од власта. Ти си близок со некој од власта? Со Ивица Боцевски тука работеш. Да, јас со Горан Момировски сум добар. И тој е кај председател. Мој проблем е координирање. Тоа е суд на јавност, апсолутно. Ние ги вработивме службено овие, ова е државно, па што тоа е. И вика судот има 56 пратеници. Фала ви, господине Наум Томалевски. Да не е Наум Стулковски преправен. Па да, Не. Видам, ова е со бркови. Не, ама ова е некој војвода, бе. Очекај да видиме што е ова, бе. Дали има историска фигура со ова име и презиме? Кој е овој човек? Еј, па ти. Некој бркче ке стаиш. Абе, не, ова е лажен профил, 1930 има умрено. Чекај, бе. Дечко, па ти си мртов! Стои. Ајде, одиме на Википедија. Кој е човекот кој ни коментира? Наум Товалевски Леонгдин, македонски револуционер, учесник во македонското револуционерно движење, член на Македонската револуционерна организација и внатрешната македонска револуционерна организација. Расколот во ВМРО бил приврзаник на протогеровистите. Томалевски се поистоветувал со Витошот Леонгрин, јунак од средновековните германски легенди. Чувар на Светиот Грал, кој за него представувал Македонија. Значи, ова не само фейк профилови, овој бил мрднат. Оригиналот. Томалевски. Па човече се поистоветувал со витез од среден век. Здрав ли бил сега? Ај, жити се. Значи, Томалевски е роден на 14 април 1882 година во Крушево, тогаш во Отоманското царство. Неговиот брат е писателот и есеист Ѓорги Томалевски. Томалевски во 1901 година бил ученик во Битолската екзархиска гимназија, таму се приклучил во Македонската револуционерна организација. Пишувал во весникот Дело, па бил даскал во екзархистичкото педагошко училиште во Скопје. Ова е македонска Википедија, на бугарска Википедија се ова само бугарин. Да. Значи, имаат малце поише инфо од нас. Драгче, па ние со витез од среден век полемизираме ова утро. Ова не е ни малку случајна
кој не обвинува витезот од среден век за координација, соработка, за координација од страна на владата. Вистина ли е дека имате СДСМ лого во вашата канцеларија? Добив информација. Ова е потот од кај нас одрад. Дали тоа значи дека некој од СДСМ ве контролира? Не може да им се покаже на луѓето, не може да видите, не стварно стои од дека. Имаме, да. Од СДСМ оставштина некоја од вино. Овој вика, ај завршувате, треба на пауза да идеме. Ви благодариме, почитувани слушатели, што не слушавте ово утро. Полемизиравме со лик кој почина 1930 година, кој не обвини за координација од страна на власта, очигледно и неговиот фейк аватар денешен, односно тој што го води лажниот профил, но и овој батово што мислел дека е витез од среден век и нешто далабоко не е во ред. Јас сум Љупчо Злате, вие сте на најдобрата фреквенција 98,1 FM. Слушајте прекрасна музика, читајте lider.mk и ослободете го умот. Сега не мора до толку за да се замислувате дека сте средновековни чувари на светиот граал.